Добро вечер. Најдоброто секогаш доаѓа на крај, па така и оваа емисија на сведоштва доаѓа на крај или после неделната програма на Канал 21. Вечерва имам задоволство за гости во Канал 21 да ги имам, ќе почнем од мојата десна страна, магистар Веле Алексовски, професор доктор Ташко Белчев и инженер архитект Васил Илјов. Поводот за нивното гостување вечерва во Канал 21 е денешната промоција на Сдруженијето на граѓани антички македонци, кој се одржа денес во 13 часот во Пионерскиот дом Ѓоре Органџиев. Денес, значи, во Ѓоре Органџиев се конституира општинскиот огранок на ова Сдружение на антички македонци, а за председател на општинската организација на Сдруженијето антички македонци е избран господинот Веле Алексовски, може би некако нормално човекот македонско сонце да биде председател на Велешкиот огранок на Сдруженијето антички македонци, а поводот за гостување на двајцата господа кои ги најавив, господинот Белчев и господинот Илјов, е она што тие го знаат, она што тие го објавиле, и впрочем ќе ги оставиме во представувањето кога ќе не запознаат со што се занимаваат, ќе дознаеме нешто повеќе. Добро, за почеток, господинот Алексовски, за повеќе околу, сега јас ќе речем, доколку некој има дилеми за инстантното потекло на македонската нација и за македонскиот континуитет. Професоре, повелете, прво за вашата професија. Нешто разговаравме, зошто токму од ова прашање почнува. Видите, судбината мене после така наречената грчка граѓанска војна ме фрли во Полска. Тоа воопште не беше грчка граѓанска, тоа беше војна за еден нов ексодус на северните области на Грција. Се разбира тоа во наводници области грчки. Станува збор за Беломорска Македонија, за чистење, за потполно физичко истребување на тој народ. Таму оставивме над 30.000 жртви македонци, а таа војна ја прогласија дека е грчко-граѓанска. А де факто имаше стотина, да речам, раководители комунисти од генерални, како што беа генералните секретари Маркос и подосна ќе дојде ќе го замене Захаријадис, така човекот кој на еден многу мистериозен начин остана жив во Дахау, а сите негови другари така беа погребани таму. Добро, нашата не е тоа да водиме политика, рековме тука, јас се занимавам со чиста наука, реков дека завршив славистика, иако имам започнато журналистика, требаше да изберам ова занаед за да се хранам јас и семејството. Таа славистика јас ја завршив во една земја со стари традиции, кај што меѓу другите еден словацки, да речеме, така познат романтичар, кој напиша големи томови со поезија и многу драми, скоро сите негови драми беа исто така во поезија, меѓу нив и една која се викаше Лила Венеда. Тамо имаше и Роза Венеда. Видите, значи Венеда. И во борбата, вика, Венедите со овие пољаците денешни, така, кои се вика сармати тоа време, така врз основа на одбраната беше создадена полската држава. И тука се, во таа полска држава се имаше родено уште еден голем романтичар, тоа беше Мицкеевиќ, кој истеран од русите за време на нивната револуција 1830-31 во Франција, така стана славист и одржа еден голем, огромен курс, 4 години славистика, издаден во 4 тома на француски јазик и преведен
на полски. Еден примерок од тие преводи се наоѓа и на катедрата за славистика. Мицкевич со неговиот начин, негов стил, така докажуваше, врз основа се разбира, на еден Фелмераер, така, кој тврдеше уште во минатиот век, 30-36 година, дека од старогрчкиот ген нема останато ништо, така жива трага, само што остана ете онај духот на арамиство, на ограбување, на пиратство и на вистина тие дојдува како пирати во Мореја, а Мореја тоа е денешна Грција со Балканот, се разбира, и тука наидува на една голема цивилизација. Таа цивилизација, така, тие сака некако преку ноќ да присвојат и можеа да сторат нешто, тоа што и го сторија. На богатиот древномакедонски јазик да додадат грчки завршетоци, ос, ас, ес, и излегува дека Илијада од Или, што значи древномакедонското име на сонцето, Илијада и Одисеј се напишани на македонски јазик. Така, грците измрлја, на древно македонски, така. И бидејќи нашето друштво сега, тука се вика античко друштво, треба да кажам два збора за нив. Така, не е случајно, тоа ни најмалку не значи дека тоа е старо или древно грчко и латинско време. Не, тоа е време на најстарите наши прадедовци, така, најстарите, кои се викале Анти. И од тука Зевс, или како што старото име Дзеус, што означува подзбор звезда, за грците стана Θεός, така, и за латинците Деус, како што гледате, тоа е човекот кој го управуваше светот како Бог од врвот на Олимп. И се навистина започнува на врвот на Олимп и се започнува и завршува тамо. Што значи таа митологија која денес ја вика древногрчка и латинска, нема врска, тоа е лага на квадрат, и од едните и од другите. Тие само се надоврзуа на неа и сврлија што не им требаше исприкутка, како што може и не може, особено тие направија голема работа, што на грците им направија и богови. И полно грчки учени, уште во древноста, го тлукаа, да се рече, и викаа дека Хомер заслужува голема шлаканица. Зошто? Затоа што ни дади имиња туѓи, варварски имиња. Тие не се наши имиња, тие се имиња од варварите. Сега да видиме кои се тие варвари. И што оставија, какви траги оставија. Грците, например, едно време викаа дека Пелопонес, така, една од најстарите грчки области, кај што живеа ахајците, дека тоа биле нивни потомци. Потоа што се покажа дека врска нема. Топонимијата, оронимијата, хидронимијата, тоест имињата на местностите, на планините, на езерата, на морињата, така, тоа носат корени древномакедонски. Така, тоа е чудо невидено. Еден Макс Фасмер, кој што точно 1941 година, во најопасните времиња, така, ја издаде книгата Словените во Грција, подвлекувам, Словените во Грција, а не грците во Грција. Да, затоа што за него време нема веќе од оние стари грци. Предходниот негов колега, исто така славист, голем етнолог, кажа на времето дека од старите грци така нема што да бараме. Тие испаднаа слаб ген и останаа нивниот дух. И тој во книгата Словените во Грција разгледува
околу 3500 топонимски единици, кои ние треба да ги помножиме со најмалку 100, бидејќи неколку овие учени од Егејска Македонија што работат во Институтот за македонски јазик и ја дадоа микротопонимијата на неколку села и излегува дека секој топоним има најмалку 130, 150, некаде дури и повеќе така наречени атарски топоними. Што значи тоа атарски топоними? Ако едно село, да речеме, од Велешко, така, било кое? Не. Кажете ми едно село. Башино село. Башино село. Башино село има најмалку 100. Најмалку 100 микротопоними. Така, тоест... Викани места. Така. Тоест место, лозие, нивие, потоци, реки, андачиња, што знам јас тамо. Значи, станува збор сега тука за една топонимија од 35.000 единици. А тоа е еден мал среден речник. И мојата прва книга, за која веќе ја спомнавте, така, насловена Македонија 4000 години писменост, цивилизација, култура и историја, што грците исто така има издадено таква книга уште 82 година, но без писменост, како можело. Така, значи, се имаше тамо, само немаше писменост. И еве таа писменост сега, така, оваа книга, која на корицата ја го носи сандокот најден во Вергина поново од 26 година, а инако тоа е Кутлеш, така. Во неа јас се старам да докажам дека најголемиот број Венети, Пелазги, Анти, најгусто населени места беа точно оние кои ги викаме денес Стара Грција. Тоа е Евиеја област и областа со главен град Атина, така, Атика. Видите, Атика. Што испуштиле грците од тука за да создадат своја, да речеме, топонимија? Едно Н. Тоа е Антика. Потоа Евиеја, така, и Пелопонес, така, исто така за нив се туѓи тие топоними. Не знаат што значи Пелопонес. Ама ние македонците имаме свој корен за нив. Пело е половина, така, Неси, тоа е остров, значи полуостров. Едноставно, тие не знаат, например, што значи Коринт, така, иако има и град Коринт, така, да, тоа е од корито и навистина Коринтскиот залив личи на едно големо корито. Ете така биле создавани. Јас во оваа книга, така првата, ги наведувам, безброј се разбера, примери, оние кои совпаѓат со македонските. Да почнеме од еден Берлин. Така, Берлин во Германија, Берлина во Италија, Бер во Беломорска Македонија, така, Берово малку погоре, така, Берати во Албанија. Така, видите, тие не се случајности. Тие се топоними кои ги дал еден народ од еден ген. Така, од еден ген.
Во втората моја книга, а тука, навистина, јас од тука бев и наречен венетолог, венетологијата денеска, разгледувам во оваа книга над 100 надгробни споменици, но со надписи. За мене важи тој спомен, таа надгробна плоча на која што нешто ископале или нешто напишеле на свој начин. Било со камен, со потврд предмет. И сето тоа, јас го анализирам и давам околу 700 зборови кои ги анализирам, тука се разбира. Втората книга, како што гледате, грците викат дека тоа е наше ископано, како што гледате во втората книга, тоа е таа, да, капата железна, така. Сакате подолу само? Добро. Втората книга има железна капа со златен венец, златна звезда, сега не од Вергина. 16 зрачна. Така, 16 зрачна, се разбира, со златни ленти. Така, тоа беа луѓето што ги одликуваше Александар, юнаците, хероите. Што таа е најдена во Пергам. Така, точно е. Не овде канала Перикол. Точно е. Па точно затоа се зачува. И не само тоа, но тука дадовме ние неколку емисии на телевизија, во радио, и ние наоѓаме на секој чекор таков знак. Од каде на каде тоа македонски знак да биде така и во црквите и во на надгробни исто така споменици, така. Декоративните носи. Вторава книга ја разгледува не само беломорската, односно егејската топонимија, туку и грчката, и островите, и Кипар, и се она што носи древномакедонски корен. Древномакедонски корен. Така, од каде до каде сега македонци во Грција? Треба да се прашаме ние обратното, од каде до каде грци во тие македонски земји. Јас дојдов до заклучок дека Македонија минала низ 3 големи империи. Прва е митолошката империја со политеизмот, така, со многуте богови, така почнувајќи од Уран и Геа. И тука веднаш ќе објаснам јас еден збор. Уран, така, тоа е за грците небо, што го викате, Уранос, така. Но откаде е? Тоа е од Гура. На полски јазик горе се вика до денес, така. Планината е Гура, Горнион, останало и во македонскиот јазик. Сполајмо на Горнион. Ете, видите, значи, Геја исто така дала од Геја Гена жена, а жената е роткиња. Таа е земалја, богиња на тракијците. Такви примери ние можеме да дадеме, тука јас представувам 34.000 топоними и микротопоними. Каде ги има нив? Не само во книгата во која ги разгледува Макс Фасмер. Денес нив ние ги имаме и во турските кетапи. Така, секој село плаќаше данок, така. Секоја нива беше запишана со своето име и презиме. Само дај Боже средства и екипи да одиме и да ги констатираме на лице место сите овие работи што се теорија. За мене не се теорија. Така, а јас морав да изградам таа теорија, така, за да докажам на македонскиот народ, така, дека денешните грци де факто се поставува прашањето кои се? Се наши браќа по крв. Тие се погрченици. Зато личат, генот е еден.
Еден од Атина е како две капки роса со еден, да речеме, од Крива Паланка или од Велес. Така, што исто така го носи името на еден од по-доцнежните богови на словените. Да, тоа е втората книга, реков не. Третата книга, јас ја посветувам, тука е, како што гледате, Дзеус, Θεός, Деус. Грците, например, Исус Христос го викат Јос ту Θεού, што значи Син Божи или Божи син. Така. И ние во црквите така него го нарекуваме. Божи син. Што значи е син на Дзеус. А Дзеус коренот му е ДЗВ. Нешто што може да се види, да се дзирне, од тука е дзиркање, така, звезда. Така. Грците немат корен за тоа. Нити латинците имаат корен за својот Деус. Што значи јас во мојата методологија се базирам конкретно на пишаниот збор или на зборот што останал така зачуван. Како останал зачуван? Имаше разни прашања, може би и вечерава ќе има, но ќе им одговорам. Јас тука почнувам полемика со сите оние западни, па и не само западни, и источни, и јужни хомеролози и митолози. Тие, де факто, направија една голема грешка, кога за прв пат во Италија беше отворена катедрата за изучување на Хомеровите дела. И таа, се разбира, започна како грчка, а не како македонска. А причините се знаат. Така, тоа секој го знае дека од една мала Македонија, која направи огромна империја, се исплаши Рим, така, ни го скрши арбетот на таа империја, се дојде, се разбира, до ова разорања меѓу наследниците, така, и како што гледате, од римско време до ден денешен Македонија останува разбиена, без да има право едниот македонец да комуницира со другиот. Така, јас со нив, се разбира, полемизирам, така, и ги штитам интересите на вистината, на тоа што оставиле нашите предци. Така. Четвртата книга е насловена Македонија, центар на современата теогонија. Тоа е де факто продолжение на ова и заокружување на целиот процес. Тука што имам да кажам јас е само едно. Ние не само цивилизација дадовме, онаа старата на Европа, се што велеа грците, дека се најзаслужени, ја дадоа, дури и името го дадоа на Европа, а Европа е таа качена на бикот, но грабната од бреговите на Финикија, ќерка на Феник. А Феник е понимот на финикијците, кои своето патување го направија, знаете, тие се првите луѓе кои испитуват и тргуват со светот, така тие се луѓе кои ги интересира повеќе науката отколку трговијата. И започнувајќи од Финикија, низ Картагина, Картагина прва, Картагина втора, ако сакате можам и да ви објаснам што значи Картагина, така карт, гард, видите, гард и гина, значи од тука генеј, нов град, така. И грците во истото тоа време прават свој нов град, денешен Неапол во јужна Италија. Неаполис. Дали е тоа грчки збор? Тој не е грчки, бидејќи корењето пак се македонски. Пол,
така, значи многу. А кај нас е бол, така? Пол, така. А неа, тоа е нова, нема. Исто тука, тие веќе се зборови директно земени од времето на човекот што изгради, што оформи, што направи јазик за грците. А за мене најголемото есперанто древно што воопште може да постои во историјата, така, на човештвото воопшто. Јас сакам тука да потенцирам едно нешто, дека ние на Европа и пошироко дадовме не само цивилизација, онаа старата, во која сретнуваме козмогонија, теогонија, филозофија, така. Ние во неја сретнуваме дури и име Пандареј. А го даваат во светот дека тоа е основата на диалектиката. Што значи, древните македонци имале и диалектика. Така, оти тоа е сублимирана една материја, така, во она што викаме древно-македонска митологија, ограбена, испарчена, извитоперена од грците и од латинците. Така, например, имаме Венета, наречена, тоа е Венера, така, второто име на богињата која се роди во тоа место кај што падна кога му беа одрезани гениталните органи на Уран, така, бидејќи земјата не можеше да издржи се, така, тука беа создадени огромни бранови од пена, која на древно-македонски јазик, таа горчилка, се викаше афра. И до денес ние го имаме во јазикот во ова, афра, така, горчилка, тоа е болката изразена. Афродита, значи Венера и Афродита, тоа е една и иста личност, така. Син на Венера, односно на Афродита во Тројанската војна, е Енеј, представител на енетите. Што значи, не грците го дадоа името